Животот има свои нешта кои ја паметат трагичната трага што ја оставиле вековите длабоко во душата на човекот. Има всушност такви несрети, според чии закони морало да се пишува собствена историја. И толку сурова вистина за болката, тагата и навошта, што секогаш поколенијата ќе го прераскажуваат тој пат низ сеќавањето на големите пристигнувања во атарот на својот дом, татковина и љубов. Па времето забележува. За Брезово оваа приказна е такво едно патешествие во кое што се доаѓа сред неговите пазови во срцето на длапките и подножијата. Се доаѓа постојано, навраќајќи назад, за да пристигнете кај чешмите и доловите, кај старците и стариците. Гробовите што шуштат полни со жива крв и рани. Во куќите и дворовите, утрата и залезите, животот и судбината. Кај приказните што конечно по многу талкање ќе ви го пронајделе родниот крај, залидан, тој во вас, а вие во него. Така скришно, што тешко да може да се опише таа возбуда, тој крик, таа жестока песна. Дремат старците под јаволкниците во дворовите и кој знае што си привидуваат, кој знае на кого мислат и на што се препознаваат. Затоа во Брезово секое доаѓање е враќање дома. Ако ништо друго, колку да се слушне приказната, да се испее песната. Во Брезово е овековечена песната, играта од вчера, што ќе продолжи утре, а што се случува денес. Катинарите и кутиите се разоткриени по мерка на клучевите што ги отвораат портите на секое сраќалиште. Ке се познаат само оние што се запаметиле. Како што е кажано во песната, тоа ќе остане запишено. Му го слушам гласот, му ги читам зборовите на цвеќето, единствениот жив сведок на сликата. Неговиот говор е драматичен, но со лефтерен тон ја разгласува побудата. Објавува канон за пречек на победниците во војните што никогаш нема да почнат. Сега видов, од овој бескреен ден во Брезово е цветот. Сликарот на цвеќето на мирот е роден овде. Живко Александар Поповски, роден во витките на мислата што треба да го дочува аманетот. Китки откинати, пренесени и понесени, и што дишат во напевите на баладите. Неговата судбина е длабоко поврзана со сликата и со светот. Цвеќето на пат, од човек до човек, никне од допир, расте, а никогаш не венее. Само тоа ќе им покаже на луѓето дека е неранливо. Каква одважност. Илјадници души што се раѓаат без страв дека ќе угинат во налудничавите еуфории. Морам да откријам една тајна. Ова цвеќе е создавано од Божјата прамисла со прстите на сликарот, но со господовиот абер за благосостојба. При тоа не е употребувана четка и други помагала. Онака, чисто со допирот, како кога се заљубуваат двајца и вечно ќе се сакаат.
Од брезите е името, од името песната, од песната патот по кој што ја чекорам собствената земја од давнина до денес. Топонимот во смислата на своето постоење е донесен од Сопотница. И брезата, иако не е столетно дрво, расте секогаш за да подсетува. Семето е пренесено тука по пат на поленот и допирот. Исто како цвеќето и сликарот, од Бога пратени. И така ќе се размножува, како што се пеело и како што се дише сега. Дори пуштам поглед во моите дланки. Овие зборови се запишани. Сполнај ти, Боже, што ме поведе на тој пат, мислејќи секогаш на твојата воља, да ги сретнам таму оние што никогаш нема да ги заборавам. Деца, старци и планината, градина што ме подсетува на рајот, пат на вечноста, на мудрата на луѓето. Мирот и тишината постанале чудесни жители на овој роден крај. И јас, како да ја носам самотната куќа со себе. Мојата дома, црквата, нашата историја. Повторно ме позема буицата сеќавање. Мораш да поминеш од кај нив, без да знаеш што е твое. Од кај да излегуваш и кај да се движиш натаму од селото. Од било која страна да заминуваш, тоа останува во тебе. Се вовлекло како мракот во храмот кој објаснува што значи тој молк. Овој пат што се оди, никогаш не се изодува до крај. Секогаш тоа е почеток, тргнување во следното откровение на смислата. Има еден човек кој го поплави и просторот и времето околу нас со цвеќиња. Ги распраќа по континентите, ги лепи врз писмата, ги става врз плакатите. Од цвеќиња им дзида градинки на децата. Сонува среде цвеќе. Тој човек е Живко А. Поповски. Под зидовите на домовите на најплеменитите луѓе на нашиот век, по канцелариите на најмоќните, меѓу странците на поетските ракописи на десетици светски известни поети, денес ликува цвеќето како подарок на сите нив, им го испраќа Живко А. Поповски. Како израз на назначена племенитост на човекот кој ги негува тие цветови во својата невидлива градина. Како израз на неговата душа, во која се вооплотени сите архетипи на младоста и надежта. Сигурно и само поради тоа што сме и ние проникнати со таа промисла, дури покојните ги испраќаме од овој свет со цвеќе. А со тоа само си ја означуваме нашата прадревна врска, не меѓу нас, туку врската меѓу нас и цвеќето. Знам дека не сме заборавиле некој прастар немуш договор, кога со билките сме биле браќа, рожби на прамајката Светлина. Од сите билки, тој договор можеби не таинствено, туку највнимателно, најнежно
како да го чува токму цвеќето. Сигурно, и затоа со некоја бескрајна и непрекинлива сестринска љубов, тоа со векови и со милениуми, кои ни во универзална проекција на времето не се малку, постојано, во бескрајни нежни легиони, му вика на својот несмирен брат, човекот: мир, мир. А другите чувари на оваа најчиста љубов од прапочетокот што не следи. Нека се прости на вредата. Нека се победи страста. Нека се надвие болката. Нека се совлада јароста. Нека се смири младоста. Нека се наведне гордоста, за да ги слушнеме, драги мои. Името се споменува за да може полефтерно да се опише тој чин на дишење со допир сонце, топлина и светлина, исто како расцветувањето на рајската градина во човекот. Цвеќето ја оддава скришноста на местото на пролетта. Тоа место сон, песна и приказна, но и вистина и историја, на едно време пред друго. Нова чудесна сончевина во Македонија. А мирот писмо, света азбука на нијансите што ја разбираат читливоста, сите што дошле и што ќе дојдат на оваа земја, поминувајќи го својот голем мерак од кај што врви карванот. Во секој цвет препознајте ја најубавата желба и порека, да живееме во мир, да го негуваме пријателството помеѓу луѓето и народите во светот, да ја развиваме соработката секој, секаде и во секое време, животот да го збогатуваме со нови убавини кои ќе не радуваат и обединуваат. Порака за мир и пријателство до сите луѓе во светот. Со врутоците на белите извори па се натаму, црна река Еригон низ срцевината на библиска Македонија. Од искони ја плете чудесната песна со звуците Хомерови, со универзалните пораки на најголемиот војни стратег на сите времиња Александар Македонски. За потоа Гоце Делчев да завети: јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите. А тие народи, какви да се, низ символиката на цвеќето на мирот насликано од хуманистот Живко Поповски Цветин и досега дарено на над 22.000 возљубеници од целиот свет, нека не забораваат никогаш дека за Република Македонија и за Република Грција на југот кон Егеот, каде ќе патува цвеќето на мирот од изворите на Црна река и Вардар, дека само љубовта, верата и надежта остануваат како трајно светлозрачие на заедничкиот овопросторен дом и иднина. 4. мај 2005 година, село Железнец, Демир Хисар, Република Македонија. Живко А. Поповски Цветин. Потребни се само неколку линии и потези што ќе осмислуваат буквата и што биле всушност длабоко врежани во првиот знак на името на сликарот. За сите да знаат за потеклото на сликата, тие се повлекуваат и вовлекуваат во незиниот облик, како длабнатини се должат и шират
како во покотна гледка од воздишка, како низ неодминлива смисла за потрега на место за починка, радост и возбуда. Може би нарешниците прорекле така, но во секој случај, од која и да било страна, од кој да е агол, косина или свиок, ако се поземе потез, ако се потера линија, пат или здих по коризот на буквата, тогаш сите облици на душата водат кај цвеќето. Тоа се прави така, зашто одвеќе се сака неговиот мирис, честитост, доблес и топлина. Од себе си се сака да му се каже на светот дека коренот на таа порака е овде, на ова тло, на ова парче земја, и таа не е ништо друго освен еден силен глас, вик што се слуша во бесконечноста, како аманет за троа милина во својот живот. Секоје нешто има своја внатрешна моќ да постои. Моќта на битието. Се продолжува натаму, значи, од тој факт дека цвеќето може да екзистира во каузален однос со човекот, дека цвеќето е, впрочем, символика на човековиот пат низ времето, настаните и животот. И најнакрај тоа, дека цвеќето ќе завладее животната упоритост вон зидините на незината жет за затворање во кругот на безсмислата, покажувајќи ја дефинитивно и отворената рана и буицата на крвта од која што избива. Видните луѓе на светот ќе разберат исто така. Таа крв ќе тече и по образите на нивната совест, оти безмалку тоа цвеќе им дошло пред самите очи, можеби да ги прекори, но повеќе да ги возвиши во собствената убавина и спокојство. Тие некогаш биле и сега се, токму оние што можеле или можат да не изгорат во душата, да не боснат во срцето. Но тоа не го сториле барем досега, бидејќи имале висока смисла да се поистоветат во разбирањето со заканата. Ги прозива сликата ги демне цвеќето. Перес де Куелјар, Кенет Каунда, Вили Бранд, Сандро Пертини, Ла Пасионарија, Мајка Тереза, Джордж Буш, Хелмут Кол, Џон Мејџор, Борис Елцин, Сулейман Демирел, Джордж Буш, Целин, Бутрос Гали и други, кои не ќе можат никако поинако, освен да го потиснат однатне злото во прогонство, освен да се поистоветат со сваќањето на молкот како говор на честа и достоинството, да се обстои во вечноста на љубовта и пријателството. Оти, тоа е мотивот во сликарството на Живко А. Поповски. Таа е смислата на уметничката тенденција кон просторната и животна бесконечност, но полна меѓу другото и со сопки, стрмоглавици и несреќи. Цвеќето е таа татковина без граници, без подлост, с неубавеност и нопаштија. Но и митската аргументација на правото на љубовта и прегратката место ножот или куршумот во срцето на животот. А дворецот слика дар од природата на човекот и од човекот на природата. Значи, кога се зборува за тој дворец на цвеќето, се мисли на целиот свет во куќата на сонот, се мисли на домот без клучеви и врати, без прозорци, но со широк поглед на бескрајот на топлината, срочено по каноните на таквиот еден човечки мерак. Тоа ќе му дојде некако како дом, кој што толку жешко го печалим овде на земјата, за да се покаеме
за да се вознесиме после горе на небесата при таков еден допир со чудотворноста. Во вакви прилики, на достигнувањето на конечниот дофат во потрагата, човек ја решава енигмата на занданата и дзидините, без предомисла, строго и суверено потврдувајќи се самиот во доминантниот приоритет на неговата власт над хартијата, како природниот систем на сувереност во постанокот на совршенството. Ја одгатнува во потез дилемата на колебливост, чисто сликарски, неимарски, поблиску до конечноста на собствениот подход. Така е граден овој дворец. Така е претворена неговата вечност во вистина на хартијата што дише, расте и расцветува според нескотлivата творечка моќ, како Божја смисла на тој што го создава. Сликарот во здивот на прапочетокот, кога всушност е и започнат тој лефтерен диалог помеѓу човекот и цветот. Онку што се слуша и разбира на усните од пупката, на далечен пат во сонот за рајот. За цвеќето сврзано е култното верување на авторот, односно сликарот, дека врската помеѓу него и творечкиот мотив е магиската порака, која пак, послоевито разгледана, ќе го образложи контактот како комуникација помеѓу двете битија со заедничката екзистенционална природа. Само по себе цвеќето станува вредно, суштествено и непобитно во интересот на сликарот. Станува таква заемност на толкување и разбирање во соодносот, што се експонира, што се манифестира потоа, како диалог од кој што произлегува уметничкиот резултат. Нему вечноста му е на меридијаните, а како излезено од срцето на почвата, тоа на сликата ќе го освојува царството на надежта во добрата волја на светот. Да се издигне тој, по тоа величие на нијансите, без друго, во кое што ќе обстане како иманентен континуитет на собствената историја. Јасни се определени чисти улогите на цвеќето во тие позиции на сцената на која што тие на некој начин го играат танцот на тишината. Суптилна и силно емотивна е нивната мимика. Не баре станува збор за притаен човечки разговор, што не се слуша, но што се разбира во жестокиот молк, стутулен внатре во длабочината на гестот. Во таа смисла, онака, како што се одвиваат природните чудотвори на нежноста и верноста во животот на погледот, така и се разлеваат нијансите од изворот или врутоката на творечката епопеја што се воспева по сродниот начин на растењето, цветањето и сликањето. Исто како разговорот на човекот и змијата. Човекот го знае нејзиниот говор и токму тој постапува така, кога во нејзините очи ја чита меѓусебната верност. Всушност, таа верност во иднината на самиот живот. Оттука подсетувањето е последно во смисла на фактот дека творецот на свој начин упорито верува во моќта на своето дело, убеден дека тоа, исто така на свој начин, ќе овозможи клучната комуникација во неговото гесло, цвеќе на мирот, мир во светот.